Екипата на Проверено провери во каква состојба се книгите кои се печатеа речиси во целиот мандат на Груевски. Добивме дозвола да ги снимиме 3 магазински простори во Националната библиотека. Книгите со години се носени со камиони и се трупани во библиотеката. Целиот магазински простор е запоседнат со капиталниот проект на Груевски и Камчевска-Милевска. Во купиштата книги има секаква литература, од историја, медицина, спорт, земјоделство, здрава исхрана, биографии, педагогија, психологија, светска поезија. Во очи паѓаат и така наречените патриотски книги, но и тие се оставени на немилост во овој магазин. Во еден дел од библиотеката од плафонот се слева вода. Оти не само книгите, туку и новиот дел од библиотеката е фушерај. Овој објект е предаден без технички прием во 2009 година, па така слабостите излегоа на виделина. За секој случај во овој дел книгите се покриени со најлони, а има и корито во кое се собира водата. Но ниту коритото, ниту најлоните не се долни за да ги спасат книгите кои се распаѓаат. Од овде се спуштивме во подрумскиот простор и таму повеќе нема место каде да се чуваат книгите. Во овој куп може да налетат и на книги на кинески или арапски јазик. Каква им била намената, никој од вработените не знаеше. Тие немаат никакви надлежности, освен само што оставиле простор за чување. Според проценките на Државниот завод за ревизија, во магазините во стотици образовни и културни институции се чуваат над половина милион книги на кои не може да им се најде намена. Овој проект кој го форсираше Груевски и на кој особено беше горд, додека го промовираше 53 пати пред камерите, чини 10 милиони евра. Почна во 2009 година, а треба да заврши до крајот на оваа година. Околу 250.000 книги, според ревизорите, се подарени во институции, но остануваат повеќе од 500.000 книги. Добивме дозвола за снимање и во уште еден објект, каде што се оставени книги од проектот на Министерството за култура, Музеот на македонската борба. Овие книги се донесени кон крајот на декември минатата година. Како што се печатат, така се распоредуваат во магазини и подруми во институциите. Во музеот условите не се така лоши како во библиотеката, но неизбежно е да не налетате на пајажина и прашина ако сакате да ги видите книгите. Освен овде, голем број книги има и во археолошкиот музеј, кинотека на Македонија по културни домови, локални библиотеки и училишта.